Од јавното обвинителство информираат дека и покрај лошите временски услови или згавото земјиште и денеска продолжува истрагата на авионот кој што во вторник вечерта се сруши на 2 километри од село Кожле, а пред да слета на Скопскиот аеродром. Имено и денеска се врши увидот, продолжува увидот, а веќе дронската снимка која што вчера беше завршена е предадена кај истражните органи за понатамошно анализирање на причините поради кои што се срушил авионот. Дел по дел остатоците од авионот од местото на несреќата се пренесуваат на безбедна локација каде што ќе се извршат понатамошни анализи за да се утврдат причините на падот. Додека телата на шестмината загинати во авионската несреќа веќе се пренесени на Институтот за судска медицина каде што ќе се врши нивна идентификација. Од јавното обвинителство информираат дека и покрај тоа што сите 6 тела веќе се пренесени, ќе биде многу потешко да се идентификуваат затоа што тие се наоѓале во многу лоша состојба, како што и самите очевидци потврдуваат дека остатоците од авионот се мешале со остатоци од телата на шестмината починати во авионската несреќа и токму затоа ќе биде потребна ДНК анализа и повеќе време за да се идентификуваат тие 6 жртви. 5 од нив италијански државјани ќе бидат погребани во Италија, а еден патник со двојно државјанство ќе биде погребан во Косово. Италијанските медиуми пренесуваат дека истрага за овој случај ќе покрене јавното обвинителство од Италија затоа што авионот кој што се сруши се наоѓа во сопственост на авиоклуб од Тревизо, додека пак македонското јавно обвинителство се уште врши истрагата на тој начин што разговара со двајцата пилоти кои што биле во двата авиони од Тревизо кои што успешно слетале во вторник вечерта на Скопскиот аеродром, а повикан е и експерт за авионски несреќи од овој вид. Она што особено ќе отежне оваа истрага е тоа што овој мал авион немал црна кутија. Дали станува збор за Пајперот дека снебал гориво, дека имал технички проблеми или дека не можел да ја одржи висината поради лошите временски услови, останува самата истрага да покаже. Повеќе детали се најавени во текот на денешниот ден.